на Институтот за европска политика, би сакала да поздравам сите присутни и да ви се заблагодарам што најдовте време, најдовте притиск да учествувате на денешната калезна маса ЕУ и актуелната политичка состојба во Република Македонија, влијание, ученост, изглед. Зошто оваа конференција? Зошто денес? Сметавме дека е потребно да се раздвижи дискусијата, да се дадат нови тонови, да се дадат нови идеи, да се внесе нов здив во дискусијата околу македонската евроинтеграцијска перспектива. Зошто толку сега, кога изгледа дека сме можеби најдалеку во веќе еден подолг период од она што сакавме да го постигнеме во нашите евроинтеграцијски задачи. Институтот за европска политика со оваа расправа сака да го даде својот удел во дискусијата која веќе подолго време се наметнува, но никако да живне, посебно аспектот на влијанието на ЕУ во тековната политичка ситуација. Оно што сигурно не ни е цел денес, тоа не е да представува оваа калезна маса некаков очајнички повик некој друг, како например ЕУ, да ја реши постојната криза во Република Македонија. Но секако е повик за отворење една поинаква расправа од онаа на која што сме навикнале, за диалог, за опции, за визија, во која ќе ги отвориме темите за очекувањата. Денес, за жал, Република Македонија е на маргините на процесот на евроинтеграција во регионот. Таа е според многумина во нетешката политичка криза од посамостојувањето. Секако не сите се служуваат со оваа оценка, но имаме различни мислења. Од една страна се води процес против лидерот на опозицијата и неколку на други обвинети пуч кој добива динамика, брзи пресуди со спогодување. Од друга страна, објавувањето на прислушкуваните разговори од страна на опозицијата, кои што откриваат големи корупцијски скандали, се уште не води кон политичка нити правна разврска. Натамошна поларизација на повидок, покрај силно контролираните медиуми, нов напад на новинарите, кои досега успеа да одолеат на досегашните напади, уништување на нивните новинарски куќи, притисоци, стонување на работна екзистенција, на јадрото на новинарската професија во Република Македонија, сега се говори и за нивна лустрација. Како некогашниот регионален пример на успех во процесот на евроинтеграција стана очигледен неуспех, може би е време, но може би не е толку време да зборуваме за тоа, колку да зборуваме кои се решенијата понатаму. Сепак, кога ќе се применат постојните теоретски пристапи на процесот на проширување на Република Македонија, тешко е да се објасни сегашниот ќорсотак. Нормативистичкиот пристап или улогата на ЕУ преку создавање на вредности не може да го објасни сегашниот галопирачки ретрограден процес на демократските стандарди во Република Македонија. Може би повеќе објаснување може да породи пристапот на рационален избор, нема перспектива за членство, нема реформи, но кој и пристап да го заземеме, доаѓаме до заклучок дека реално, ако сега гледаме ретроспективно ситуацијата, ова беше неуспех. Работите се далеко посложени, затоа што и надворешните и внатрешните фактори треба да ги анализираме меѓусебно нивното влијание во конкретната ситуација. Едно што сигурно покажуваат нашите анализи во Институтот за европска политика, од досегашното следење и застапување на евроинтеграцијскиот процес се неколку согледувања. Прво дека поврзувањето на решавањето на прашањето на името, заедно со исполнувањето на демократските стандарди, на политичките критериуми, беше неуспех.
Исто така, рециклажата на политичките критериуми, комбинирана со нивно постојано техницизирање, не водеше кон исполнување на вредностите, туку кон лажна усогласеност или она што се нарекува fake compliance. Во случајот на Македонија компрометиран е принципот на условеност, компрометирани се демократските стандарди, компрометирани се вредностите на ЕУ, за жал ќе кажам до ниво на хипокризија. Колку понатаму можеме да издржиме од ова ниво на хипокризија е големо прашање. Во ваква ситуација, очекувањето особено од граѓанскиот сектор беа ЕУ појасно да ги именува процесите, да даде поголема поддршка на демократските процеси, но тие на помислење на поголемиот дел од граѓанскиот сектор не беа исполнети. Како да доаѓа пораката дека сами треба да се средиме работата дома. И можеме да кажеме дека активизмот во Република Македонија денес е на сосема ново ниво. Се буди студентски пленум, професорски пленум, новинарски пленум, можеби и граѓански пленум. Од друга страна, ставови и во сегашната постојната влада дека една криза не е решена во Република Македонија без меѓународниот фактор. Се бара ангажман од меѓународната заедница и од политичките субјекти. Досега се поставија повеќе прашања и тие остануваат отворени за денешната дебата. Дали Европската унија ја подценува тежината на ситуацијата во Македонија? Дали е доволно гласна и јасна? Ако ЕУ не е таа која што би ги работите и ги каже со вистинско име, тогаш кој? Кој е расположивиот инструментариум на Европската унија да действува во таква ситуација? Која е брзината со која што таа може да го ангажира тој инструментариум? Денес, например, започнува диалогот меѓу представници на македонските политички партии со посредство на европарламентарци. За многумина со ваквиот пристап тоа е типање на слон со муха. Од друга страна, тоа е дел од можниот инструментариум што ЕУ би го ставил во погон во наредниот период. Веќе, мониторингот на јавното обвинителство се споменува независна комисија со меѓународни експерти и уште многу други опции. Секако, ова се темите за кои што ние со нашите говорници денес ќе се обидеме да провоцираме на една расправа која што на крајот треба да не доведе до некои опции, до некои предлози кои што ќе бидат одрживи, кои што ќе имаат смисла. За твитерџиите да споменам дека хештегот на конференцијата е EP Forum Europeum 2015 и тие можат да твитаат. Јас ќе ви се задоволам за вниманието на ова отворање. Ќе го припуштам модераторството на првата сесија на мојата колешка доктор Симонида Кацарска, која ќе ги представи говорниците на првата сесија и ќе го преземе модерирањето. Ви благодарам.